Денес со посебна гордост и чест, како многу пати досега, сме тука пред споменикот на првиот председател Методија Андонов Ченто да оддадеме почит, но и да го продолжиме аманетот на Ченто за независна, суверена, самостојна и просперитетна Република Македонија. ВМРО-ДПМН од секогаш давал и ќе дава почит на великаните на македонската национална борба, од секогаш давал почит на луѓето кои го даде својот живот за оваа држава да стане самостојна, суверена и независна. Но ќе продолжиме и понатаму да работиме се во интерес на оваа држава, се во интерес на граѓаните на Република Македонија, за понатаму Република Македонија да стане почитувана, респектибилна, економски силна и моќна. Почитувани со граѓани. За разлика од некои кои еве и денеска не се удостоија да дојдат и да оддадат почит на првиот председател на Република Македонија, ние ќе продолжиме секогаш да бидеме на браникот на Република Македонија, да ги штитиме македонските национални интереси. Да направиме се Македонија да ги оствари своите национални интереси, да стане членка на Европската унија и на НАТО, но да влезе во овие заедници како полноправна членка, почитувана, но не никако обезличена и обезимена. Почитувани со граѓани во овие тешки моменти за нашата држава, во овие моменти кога и после 27 години независна Република Македонија е доведено прашањето за опстанок на државата, доведено прашањето за опстанок на нацијата, на идентитетот, ние како ВМРО-ДПМН остануваме на нашите определби за одбрана на националните стратешки интереси на Република Македонија, на зачувување на уставното име, на зачувување на македонскиот јазик, зачувување на македонскиот идентитет, македонската култура и историја. Ви благодарам. Почитувани со граѓани на Република Македонија, денес се навршуваат 61 година од смртта на првиот председател на Република Македонија, Методија Андонов Ченто. Жална е сликата денес во прилеп пред споменикот на првиот председател на нашата република, да има представници само нашето патриотско здружение и од политичката партија ВМРО-ДПМН. Очигледно, капитулантскиот договор кој што е потпишан од страна на СДС и Грција го дава резултатот и жално е ова што се случува. За жал, на правдина да бидеш осуден е многу тешко и покрај сите напори на адвокатскиот тим на нашиот член Јане Ченто, инаку правнук на првиот председател на Републиката Методија Андонов Ченто, не успеа да се избори за правда и до ден денес се наоѓа во притвор и таму ќе го дочека и почнување на судењето кое што е закажано да биде на 22 август. Меѓутоа, покрај сите случувања ние сме револтирани и скептици сме дека овој датум ќе биде испочитуван од страна на правосудниот систем во Република Македонија, се со единствена цел ради тие луѓе да останат во притвор, од тие се луѓе кои што можат да соберат маса на народ, значи почнувајќи од Јане Ченто, од Горан Ангелов, од Игор Јук и сите останат, Јацо Тошта што се во притвор моментално, се држат таму за да помини гладко ова склучување на капитулантскиот договор за промена на името, промена на нацијата и почитување на условите кои што му се дадени на Зоран Заев за влез на Македонија во Европската унија и во НАТО. А за жал тоа е капитулантски договор кај што треба сами да се обезличиме и да си го продадиме своето име од Република Македонија, да бидеме се Република Северна Македонија, од македонци да бидеме северно македонци. И тоа е тоа.